Две одлуки на највисоките судски инстанции не делува како да потикнуваат минимум размисла и трошка оптимизам, дека луѓето со тога имаат интегритет. Уставниот суд го укина балансерот, етничкиот клуч како извитоперен и најважен услов за вработување. Се потценија и вулгаризира компетенциите, знаењето, мерит системот за прием во администрацијата и јавниот сектор. Оваа одлука не смее да значи крај или деформација на уставното право за еднакви можности и рамноправност на сите државјани во државата. Со мериторно мислење се огласи Врховниот суд. Со неа на граѓаните ќе им се допушта да ја тужат државата, ако со енормното загадување се нарушува нивното здравје. И двете одлуки на Уставниот и на Врховниот суд ги враќаат политичките влијани таму од каде што им е местото, во владата и меѓу носителите на јавните функции. Во Трилинг, еве што ќе гледате. На кое ниво е македонската култура денеска? Мислам дека е на ниво на кое што и не достига внимание генерално земено. Може ли да излеземе од овој македонско-бугарски јазол? Повторно доаѓаме до тоа дека јазолот е заплеткан, мислам дека е заплеткан поради политика. Сега вие ако зборувате со термини или со погледи од 19-тиот век, вие никаде нема да стасате. Пред да заминам за Софија си размислував како ќе биде односот кон мене. Ни во еден момент не стана збор за проблемите кои што имаат. Во овој случај би рекол двете влади, бидејќи двата народи немаат проблеми, еден помеѓу друг. Дали паѓа во вода тезата дека сме еден ист народ? Теории, проективни теории од 19 век, за да се легитимира оној проект, руски проект на голема Бугарија. Кај нас мора да постојат црвени линии кои што не може да ги прекорачиме во врска со оние идентитетски и културни негирања од страна. Фали онаа свест што значи уставот на нашата држава. Дека е тоа највисокиот акт. Нацовски Рим, Да. Њујорк, Токио, Скопје. Која културолошка сцена ја чувствувате како најблиска? Одговорот ќе биде Рим со едно но. Го издвојувам Њујорк како град и јас кога настапувам таму, јас се чувствувам буквално како дома, бидејќи Њујорк е такво место едноставно. Svani per sempre il sogno mio d'amore. Здраво, живо. Како сте? Добре, најдов. Добре. Одлично. Вие? Одлично. На почеток, во Скопје сте, држите мастер часови. Мастер клас на една да ја наречеме на оперска работилница на Факултетот за музичка уметност при УКИМ. Прв пат во Македонија држам такво нешто и навистина сум среќен, бидејќи во последниве неколку години уочив дека и даскалската дејност ми лежи. До пред некоја година немав некои амбиции кон истата, ама сега паралелно со изведувачката ми е убаво и да предавам. Препознавате ли потенцијал кај младата генерација и има ли меѓу нив звезди кои може да прераснат од профилот на ваш, да речеме? Во овие студенти што се сега со мене на факултетот има неколку со огромен потенцијал и доколку бидат правилно насочени од повеќе гледни точки. Техничко-вокална. Меѓутоа и сите оние придружни елементи кои што се битни за една кариера, бидејќи на крајот на криштата гласот е само еден од елементите што го сочинуваат еден уметник, еден оперски пејач, и не е најбитниот
односно е на исто рамниште со многу нешта. Она подготвеност за жртвување и храброст за впуштање во тие води, односно храброст исто за жртвување е најбитната. Доколку се има таа, покрај на другиот потенцијал, може да се успее. Има некој таков, ми изгледа дека ќе има. Се надам дека ќе имаме интересен разговор. Повелете. 11. октомври, празник е нацовски. Ако Бела Чао е символ за песна за антифашизмот, која македонска народна песна е соодветна во овој момент, на овој празничен ден? Бела Чао, ја мислам дека е едно ремек дело, на вистина. И ниедна песна антифашистичка, антинацистичка или генерално земено антиокупаторска не е на тоа ниво. Меѓутоа, предпоставам дека македонска песна против нацифашистичкиот окупатор била во борба, македонски народе, за сета народна слобода, со песни радост се мре. Особено последниот дел ми се допаѓа доста. Со песни и радост се мре, особено песните. Нацовски, што е за вас патриотизам? Класичната, веројатно, дефиниција за тоа што е патриотизам е сакањето на својата нација и истовремено почитувањето на сите останати нации. Иако во денешно време, како и многу нешта во историјата или сегменти од животот кои што доживеале еволуција, мислам дека изборот патриотизам го има истото доживеано. Малку е тешко таа еволуција да се примени во Македонија, за жал, не по вина на нас, македонците, по вина на сите оние негирања што ги доживуваме во овие 33 години независност и кои се уште ги доживуваме од некои од соседите, така што мораме и понатаму да докажуваме околу нашиот идентитет, нашата посебна култура, посебен идентитет, посебен јазик, посебни традиции и така натаму, наместо да се сконцентрираме кон патриотизмот кој што е во чегор со времето. На што мислам? Мислам на тоа дека за мене една политичка гарнитура која што ја води државата, зборувам во меѓународни рамки, во било која држава, е патриотска, односно повеќе патриотска, доколку им обезбеди на своите граѓани достоен живот. Дали во овие повеќе од 3 децении самостојна држава препознавате патриот? Во кој смисол? Од оние два сегмента што ги споменав. Дали луѓе што ги штитат оние македонски национални интереси или што се обидуваат да ги подобрат нештата на народот? Зависи од тие две прашања. Што за вас е приоритет? Да се бранат националните интереси или да им се обезбеди на граѓаните светлини, на подобар животен стандард, функционални институции, доверба во системот? Идеално би било сето тоа да оди паралелно, односно сигурен сум дека оној првиот дел е побитен, меѓутоа јасно ми е дека кај нас мора да постојат црвени линии кои што не може да ги прекорачиме во врска со оние идентитетски и културни негирања
од страна. И заради самиот факт што тие се абсурдни и што немаат некоја си подлога, немаат историска подлога. Знам, постојат историски мешани комисии помеѓу нас и останатите два соседи и се дискутира. Како вас, како уметник, влијаат ваквите обиди на омаловажување, негирање? Токму мене како уметник кој што веројатно се занимава со најкосмополитската уметност на светот, а тоа е операта, бидејќи навистина јас чувствувам дека припаѓам на едно големо семејство во меѓународни рамки. Ние се познаваме повеќето оперски пејачи од целиот свет. И никогаш во ниедна прилика националната припадност не била некаков проблем или предмет на дискусија со било кој. Имам настапено до сега на 4 континенти. Кога заминувам да пеам во различни места, често престојам и месец и пол, така што успевам да ги осознавам малку и повеќе нештата во средината во која што се наоѓам. И повторувам уште еднаш, нас, уметниците, ни пречи тој националистички начин на живење, тоа негирање на некоја си нација или на нешто. Единствените разлики се оние од културата. Тука стигам и до она што го кажал и Гоце Делчев, односно дека единствен надпревар помеѓу нас народите треба да биде оној културниот. Навистина е така. Навистина. Особено ми пречи некој да во 21. век да негира нешто, а од друга страна па не гледам силни европски лидери или светски лидери кои што, како што се вели народски, би ги фатиле за уши, оние послабите им рекле: чекајте малку, што зборувате? Зарем од 21. век да се занимаваме со овие нешта? Па сега да зборуваме за вештачката интелигенција, за тоа што ни го придонесува. Да разговараме за климатските промени. Тоа се битните нешта денес. Овде на Балканот да разговараме за инфраструктурата која што ни е катастрофална. Не можеме од Скопје до Софија или од Скопје до Солун или од Скопје до Тирана да стигнеме за час и половина, а толку е близко. Возовите возат, еве да ја споменам Италија, 400 км на час. А ние за да отидеме до овие соседни главни градови патуваме 5 часа. Тоа не е нормално. Доколку сиве овие нешта се средат, се изградат и народите ќе бидат и поповрзани и сите оние глупави политички негирања ќе исчезнат, според мене. Оваа година го имав моето прво подолго професионално искуство во Софија. Односно бев поканет од Софиската национална опера да пеам во една нивна нова премиера, нова продукција, каде што се задржав еден месец. И пред да заминам за Софија, си размислував како ќе биде односот кон мене, односно оние наши политички превирања или дискусии што ги имаме на ниво на држави, како ќе се преточат во секојдневието, ете во мојата професија. И можам слободно да ви кажам дека сум многу пријатно изненаден. Ни во еден момент не стана збор за проблемите кои што ги имаат. Во овој случај би рекол двете влади, бидејќи двата народи немаат проблеми, еден помеѓу друг. Не знам дали тоа се должи на фактот што се движе во такви кругови, односно колеги, луѓе од културата. Меѓутоа и во самиот театар, кога ќе кажав дека сум од Македонија, бев уште повеќе добре дојден. А имаше во
во представата колеги од други земји. Дури и што се однесува до јазикот многу интересно. Се обидува да ми говорат на италијански или на англиски или на германски. Јас им велев, јас мислам дека можам да ве разбирам на бугарски. Не го говорам, меѓутоа знам да ги разберам речениците. Што сакам со тоа да кажам? Дека ете за тие луѓе со кои што работев, значи не зборуваме на исти јазик. Односно два различни дијалекти. Што ми се обраќа на трет странски јазик. Многу интересно. И јас генерално земено сум воодушевен од мојот престај во Софија и би се вратил повторно да настапувам таму. А и не само од тие гледни точки, едноставно од секојдневието. Овој политички дел од разговорот ќе го завршам со една ваша констатација дадена во 2023 година, каде што видите дека во Македонија се нема свест колку е важен уставот на една држава и правите компарација со италијанскиот устав. Во Италија, во било која дебата и на најниско ниво, не мора да е политичка дебата, секогаш се споменува. Но во уставот пишува така. Но во уставот пишува така. И јас се разбира, не е тајна дека поседувам и италијанско државјанство, кога заклетвата ја дадов, се колнев пред уставот на Италија и дека ќе го почитувам уставот, и истовремено ми беше поклонет уставот од она лице кај кое што ја правев заклетвата, за да бидам и италијански државјанин. И се уште кај нас, за жал, фали онаа свест што значи уставот на нашата држава. Дека е тоа највисокиот акт и дека треба сите да си го почитуваме. Пред се да го почитуваат треба политицарите, а потоа и сите ние другите. Барем да се познаваат фундаментите на истиот. А кога сме веќе за уставот, извинете, меѓутоа, бидејќи актуелно прашањето, може би некој ќе ми замери што се занимавам со политички теми, меѓутоа ова не е политичка тема некоја си. Јас претпочитам граѓански устав. Токму како што имаат, речеме, една Франција, една Италија, една Бугарија и така натаму. Со тоа би се решиле проблемите и не би имале ни овие проблеми сега со соседите. Следите трилинг на мала сцена во Македонската филхармонија, празнично издание, разговараме со македонскиот тенор Благој Нацовски, кој деновој потоа што на 14-ти ќе одржи свој концерт тука. Нацовски, во наредните неколку минути ќе се осврнеме на македонската култура. Може да направите компарација со културата во Италија? Во овој момент не ми е толку лесно да направам компарација, бидејќи... На кое ниво е македонската култура денеска? Мислам дека е на ниво на кое што и не достига внимание генерално земено од целото македонско општество. А ако зборуваме за нашите национални театри, без разлика дали се работи за опера, за балет или за драма, би сакал истите да прераснат во едно место во градот или во градовите, каде што ги има, кое што ќе представува секојдневие за граѓаните. Односно, театарот од една страна би бил отворен секојдневно со настани, не мора да се представи секоја вечер, меѓутоа барем 5 до 6 пати во неделата да има нешто да се збиднува, па и работилници, па и дебати, и да се привлечат што е повеќе
што повеќе граѓани, пред се и младите генерации, бидејќи културата и сите културни дејности го тераат човекот да мисли, да размислува, те издигнуваат на едно поинакво интелектуално ниво. Со тоа, целата нација се издигнува на едно повисоко ниво. Тоа ни е потребно. И јас би се стремел, доколку се прашувам јас лично за нештата околу културата, да се доближат што е повеќе културните институции во нашата земја кон граѓаните и значи истите треба и многу поголема продукција да имаат. Значи добро, тука е ланец на нешта. Задолженото министерство повеќе да ги финансира тие нешта за да имаат можност за поголема продукција. Меѓутоа, тоа ќе биде веројатно потребно само во првиот момент да имаат поголема инекција од државни пари, бидејќи ако тој систем профункционира се повеќе, и самите приватни спонзори ќе се насочат повеќе во културните дејности. Па дури, сега добро, ние имаме само една оперска, односно балетска куќа, меѓутоа постојат, да речеме, театри, драмски театри во повеќето македонски градови. И што се однесува до нив, јас не се сложувам со системот во тие театри на постојано вработување. Јас би ги ротирал и самите актери. 2 сезони ќе одигра во Струмица, па во Велес, па во Тетово, во Битола, па во Скопје. Да има една ротација и намешање на истите актери на секаде. И тоа е добро. Тука се остава и простор за мешање на културите и етникумите. И етникумите, особено во нашата мултиетничка средина. Би било одлично да е тоа така. Нацовски, Рим, Да. Нью Йорк, Токио, Скопје. Која културолошка сцена ја чувствувате како најблиска? 2003 прв пат настапивте како македонски Оперски пејач во пејач во Италија. Па, се разбира, многу интересно ме прашањето. Се разбира, ќе го кажам, одговорот ќе биде Рим, со едно но. Рим поради познати причини. Таму ги завршив студиите, таму дебитирав. Пред се Италија е земјата во која што прераснав во она што сум денеска. Меѓутоа, вие ми споменавте два од моите омилени града во светот, значи Нью Йорк и Токио. Може би доколку споменавте Париз или Берлин или Пекинг, немаше да одговорам на исти начин, меѓутоа тие два града ми се во срцето. Што сакам да кажам? И во тие две средини, како што е Њујоршката, не зборувам за целите американски држави, го издвојувам Њујорк како град, и јас кога настапувам таму, јас се чувствувам буквално како дома, бидејќи Њујорк е такво место едноставно. Њујорк е град каде што секој се чувствува добре дојден. Едноставно ти прави да се чувствуваш така, а од друга страна пак Токио или генерално Јапонија и јапонската култура е нешто што е поразлично од целиот останат свет. И е нешто возвишено. Јас настапувам секоја година во Токио, за 20 дена повторно заминувам за Токио, например. И е една култура повисока од останатите, така што лесно ми е да се прилагодам, односно сакам да се прилагодам на истата кога одам таму. И кога ќе се вратам во Европа, па и во Италија, после секое мое патување во Јапонија, доживувам културолошки шок. Кога е во прашање кариерата,
Има нешто што не сте го остварили до сега или што би сакале да го реализирате и тоа да биде врвот на вашата професионална кариера? Тука малку избива она патриотското во мене. Би сакал две нешта. Односно, да успееме една македонска опера, значи кога мислам на македонска опера, мислам на опера од македонски композитор, да однесеме во некој релевантен театар. Дали во Европа, дали надвор од Европа, може би подобро во Европа, во некоја Италија уште подобро. Бидејќи, повторно, патриотското во мене ќе звучи сега, бидејќи имаме навистина прекрасна музика, имаме дела, односно опери напишани од нашите и сегашни помлади композитори и они од 50-тите, 60-тите години, кои што се базираат на нашиот мелос, на нашиот карактеристичен мелос, и со тоа навистина можеме да се представиме, односно да представиме нешто ново во Европа, нешто што не е чуено. Тоа е едниот дел, а она што повеќе лично ме засега, за некоја од големите, односно од најбитните дискографски куќи, да снимам еден или два албума исклучително со македонски дела. Бидејќи тоа ќе значи дека тие албуми ќе се продаваат насекаде во светот, ќе може да се купат на Амазон и така натаму. Бидејќи што се однесува до моите успеси во операта, односно во кариерата, јас едноставно би сакал само да не се спушти нивото, односно да останам на она ниво на кое што сум сега. Не барам ништо повеќе. Тоа можно е да не зависи од мене. Има многу околности во истата. Тоа е една чудна професија. Односно, ќе дадам пример. Еве, во овие денови имам гости од Сиетл, од Соединетите Американски држави во Македонија, каде што јас настапив во нивната опера во 2010-та и не настапив повеќе. Меѓутоа не настапив повеќе, не сум поканет не заради тоа што тие не ме сакаат, едноставно заради тоа што јас кога настапив, скоро целиот менаџмент беше пред пензија. И сите си заминаа и дојдоа нови луѓе што не ме познаваат добро и никогаш повеќе не бев поканет. Значи не е моја вината. Ете, тоа сакав да го кажам, дека околу околностите и навистина се чудни. Или, например, некогаш се работи и за симпатии, и тоа не кон мене лично. Да речеме, некој уметнички директор во некој театар, со мојот менаџер не сака да соработува. И тука, и јас сум жртвата. И сите што сме ние во таа иста менаџерска агенција, сме повеќе жртви доколку ние како уметници. Така што затоа реков чудна е оваа професија, односно специфична, околностите се многу различни и интересни. Затоа реков нивото да си остане само исто на кое што сум во моментов и да ме држи само здравје. И глас. Па да. Тој ќе ме држи. Знацовски, Ја чукнам во дрво. тука во Македонската филхармонија, пред домашната публика, ќе имате настап. Први морам да кажам дека целиот концерт ќе биде посветен на Джакомо Пучини, бидејќи оваа година навршуваат 100 години од смртта. И концертот е истовремено завршен концерт на мастер класот, односно на работилница, оперска работилница која што ја правам во на факултетот за музичка уметност во Скопје, а истовремено ќе значи и инаугурација на неделата на италијански јазик во светот, која што се случува секоја година во сите градови каде што постои италијанска амбасада во светот, што значи дека настанот е организиран од италијанската амбасада под покровителство на Министерството за култура и во соработка со факултетот за музичка уметност. А ќе се случува токму тука, каде што се наоѓаме ние во моментов.
Од моја страна ќе има неколку од познатите арии од Пучини, некој дует и некој малку помалку познати арии од Пучини, односно се обидов да побарам и нешто што би ја доживелало и својата македонска премиера, некои дела што не се толку познати за нашата јавност, бидејќи сакав да биде поинтересно за публиката и да има нешто ново истовремено. Предпоставувам дека за мене омилената опера од Пучини е Тоска, така што ќе отпеам аријата на Каварадоси од истата, односно O dolci bacio languide carezze mentr'io fremente le belle forme di svani per sempre il sogno mio d'amore. Може би е доволно. Остана целата ќе можеш публиката да ја чуе во понеделник тука. Благодарам за издвоеното време. Благодарам и на вас за поканата. Ви посакувам успешен и добар настап на 14. Благодарам. Овој споменик пред владата е дело на хрватскиот скулптор Иван Мирковиќ, изработен 1955 година. Тој е символ на ослободување на Скопје на 13 ноември 1944 година. Борби водеа борци на две партизански дивизии и еден батальон. Тие се доказ за 4-годишниот раст на антифашистичкиот отпор во Втората светска војна, на слободарскиот дух во Македонија. Во ова време на злоупотреба на слобода, нарушени етнички вредности, на бескрупулозен грабеж, добро е за прочистување на совеста да се погледа во историските амбари. Извртување на историските факти е лага, а лагата и науката не одат. Во Тетовирани души Горан Стефановски опишува еден историски стереотип во однесувањето на македонците. Иднината никако да дојде, минатото никако да си отиде, а ние овде глумиме сегашност. Во ово издание на Трилинг ќе разговарам со професор доктор Митко Панов, кој воедно и директор на Институтот за национална историја. Професор Панов, благодарам најпрво што издвоивте време за ова празнично издание на Трилинг да поразговараме околу историските факти. 11. октомври е еден од најзначајните македонски одредници во историјата. Почетокот на антифашистичката борба во Македонија 41. Дали во модерната поствоена историја е доказ постојано дека сме на вистинската страна? Или се уште имаме дилеми во однос на тоа дали во тоа време бевме на вистинската страна? Па, благодарам на поканата најпрво и да го честитам празникот на македонските граѓани. Па, како да кажам, ние секогаш сме биле на правилната страна, меѓутоа прашањето е што сме добиле од тоа. Во случајов 11 октомври е символот на тој непокор на македонскиот народ и на останатите заедници кои што се избореле за државност, кои што ја почнале и иницирале вооружениот отпор против окупацијата и фашизмот. И тоа е таа символика или придонес која што Македонија има во однос на тие, да кажеме, сега европски вредности кои што предупредуваат да не се повтори. Значи, она што јас би го потенцирал е фактот дека 11 октомври би требало да биде
не само одбележување на еден значаен настан, туку и секогаш преиспитување на самите себе. Што сме направиле, односно што направиле нашите претходници, што ние треба да направиме сега за државата. И тоа треба постојано да го имаме предвид кога зборуваме или да се преиспитуваме дали сме на вистинската страна. Дали се уште има простор за преиспитување на историјата? Па не знам во кој смисол го кажувате преиспитување на историјата, бидејќи историјата по дефиниција е нешто што ја рефлектира традицијата. Значи, едно е да имате традиција која што се одржува во случајов, нели, ние го имаме 11 октомври како ден или определен со президиумот на АСНОМ на 8 септември. Еве го носам и мислам со мене и одлуката за прогласување на 11 октомври, која што е донесена президиумот на Народното собрание на 8 септември 1945 година и тоа е закон за прогласување на денот на Народното востание во Македонија за народен и државен празник. И тука се дефинира за да се прослави споменот на овој ден кога Македонија почна првите востанички пушки против фашистичките окупатори и така нато. Тоа е таа одлука која што ние како Институт за национална историја и архивот заедно со Државниот архив ќе биде дел од изложбата која што организираме по повод 80 години од АСНОМ и антифашистичката борба и која што на 13 ноември свечено ќе биде отворена во Музеот на македонската борба за самостојност. И на тој начин сакаме, меѓу другото, ќе имаме конференција посветена на АСНОМ и 80 години од антифашистичката борба, минатото и сегашноста, како ние гледаме на овие настани. И на тој начин сакаме да дадеме придонес во поглед на тоа како, на кој начин се одбележува овој јубилеј и каква била државотворноста, бидејќи изложбата во случајов ќе биде посветена на државотворноста на АСНОМ преку формирањето на институциите и сите овие одлуки ќе бидат поместени во АСНОМски одлуки во изложбата. Борбите главно беа водени од комунистичкото движење. Како и кога се распознава граѓанскиот отпор кој до АСНОМ се на некој начин маргинализираше? Граѓанскиот отпор. Видете, тоа е прашање кое што не можеме да го дадеме класичниот одговор, нели, бидејќи тоа изискува на тамошни истражувања. Но во секој случај тука се мобилизацијата е присутна на просторот на Македонија и знаеме ние тие околности во кој сегмент во кои услови се покренува сета таа мобилизација која што е присутна во изминатиот период, сега само доаѓа до израз, нели, во една организирана форма. Така што граѓанството апсолутно е дел од таа интелигенција која што се станува на чело на мобилизацијата на тој отпор, да кажеме, против тогашните власти, нели, и кој што на крајот резултира со една масовно востание. Професор Панов, дали се истражени сите црни петна од воената и посткомунистичка историја во Македонија, на пример, побуната во Скопје со паролата на Солун, а не на Срем, или Голи оток, југословенскиот Голак, или ликвидациите на граѓанската десница со Ченто? Тие се прашања кои што постојано ќе треба да се истражуваат, бидејќи нашата историографија ги има апсолвирано во дел, меѓутоа мојот впечаток е дека тоа постојано треба да биде дел од нели нашите натамошни истражувања, бидејќи јас секогаш зборувам за тоа дека
историјата не смее да се свати како вечна вистина, нели, дека треба да работиме кон тоа да се истражуваат нови факти, нови документи, нови архивски материјали со кои што располагаме за да можеме да се доближиме до вистината. Така што не би рекол дека се тоа петна, туку едноставно тоа е дел од нашата историја. Кога велите дека историјата не треба да се или не смее да се сваќа како вечна вистина, дали тука оставате маневарски простор дека сепак постои можност за проблематизирање на одредени настани, личности, факти? Па не би рекол дека е проблематизирање, бидејќи историјата во својата суштина, односно документите во својата суштина се субјективна категорија. Аз зборам за тоа што се наметнува како тенденција да се, да кажеме, да се ревидираат одредени факти, тоа е едниот аспект. Меѓутоа, другиот аспект, барем јас како што ги гледам работите, е дека сите изворни податоци, да кажеме, се продукт на одредено време. Меѓутоа, истовремено пак треба да има предвид дека во оформувањето на нашата представа за минатото, секогаш треба да имаме предвид и традициите кои што се биле негувани на овие простори. Така што доколку го гледаме тој сегмент на негување на традиции меѓу народот кој што се одржал со толку време, сваќаме дека во суштина тоа е тоа што ја движи државата, нели? Дали ќе најдеме некој документ кој што ќе има некакво поинакво гледиште или поинакво видување околу настаните, тоа е само еден мал сегмент, меѓутоа она што е клучно според мене се тие традиции кои што се одржувани со децени или векови. Кога и како ќе започне процесот на истражување на процесите и настаните од самостојна Македонија? Па тие се почнати. Тие се почнати со тоа што друго е прашањето, нели, за тоа колку ние во конкретниот момент сме екипирани да го реализираме тоа, бидејќи во изминатиот период како историјата како да беше маргинализирана, нели, институтите беа ставени на страна од сите процеси. Мислам дека со една добра стратегија, со една добра политика може да се динамизира тие истражувања, се со цел да се проучи современиот контекст, бидејќи проблемот или условно кажано комплексноста на современиот дел на историјата или нашето современие кој што се уште го живееме, знаеме дека, како што спомнавте на почетокот, ова што денес го правиме, утре, нели, веќе за утре историја или минато. Така што минатото е, нели, и иднина во некоја смисла. Така што мислам дека комплексноста се должи на тоа што, нели, имаме ние и современици кои што се сведоци на тој простор, па и ние сме самите сведоци на современиот контекст на Македонија. И оценката обично доаѓа со една поголема хронолошка дистанца, бидејќи субјективноста е секогаш присутна, нели, во однос на тоа кој што направил, како направил за државата. Меѓутоа, водилка на се, мислам дека индивидуалноста, кој како ќе гледа во однос на тоа што треба да направи за државата, затоа и реков дека треба да се преиспитуваме секогаш самите себе, пред да, ако сме веќе дел од некои процеси општествени, за да, еве, утре историјата каже, или историчарите кажат, дадат своја оценка или свој суд, бидејќи историјата е самата по дефиниција со тек на време е судија на тоа што до сега било направено. Македонско-бугарската комисија, дали ова комисија ќе одреди
Каква била улогата на бугарите 41-45? Која била нивната улога? Фашисти, екзекутори или можеби окупатори? Јас се уште формално не сум дел од комисијата, бидејќи не сме подпишале договори. Сега еве прашувам како историчар. Значи јас не можам да кажам комисијата што ќе направи, меѓутоа можам да кажам мојот став кој што сум го изразил и претходно, дека во суштина тука се работите јасни. Мислам доволно е да се погледнат документите и друго е прашањето дали тоа ќе биде прифатено или не, нели? Затоа и го истакнав контекстот на АСНОМ и кој што укажува на која страна дека сме биле. Нели да заклучиме во контекст на првото ваше прашање, во суштина да, ние сме биле на вистинската страна, меѓутоа дали тоа сега реално се цени, бидејќи ние постојано треба да ги истакнуваме, нели, и нашите жртви, жртвите на нашите евреи, кои што се едноставно жртви на тие моменти или тие обштествени, војно-политички и обштествени контексти, кои што довеле до такви војни кои што во случајов предупредуваат. Ние имаме и денес, нели, војни, меѓутоа она што тогаш се случува, тоа е фундаментот на современа Европа и фундаментот на светскиот поредок, во кој што ние имаме огромен придонес со нашата борба против тогашниот, нели, фашизам. Каква била улогата на бугарите во тоа време? Па го знаеме ние контекстот, така што доволно е само да го прочитате и АСНОМ, кој што ги рефлектира, нели, и сите документи и целиот контекст на кој што се рефлектира и во прогласот и сите манифестот на АСНОМ до македонскиот народ и другите граѓани, во кој што јасно се дефинира каква била улогата на тогашна Бугарија и каква е улогата на Македонија во тој поглед. Така што еве го и законот, не случајно го прочитав, со кој што се прогласува 11 октомври, токму е насочен. Ја го има тој карактер на антифашизмот, во кој што се вели дека ќе се прославува секоја година како дел кога отпочнава македонарното восстание против фашистичките завојувачи и нивните слуги. Тоа е документ кој што ги рефлектира, нели, она со што се бореле нашите претходници и со кој што ние го гледаме карактерот на нашиот дел, нели, нашата улога во историјата и во поставувањето на фундаментите на Европа, современа Европа. И токму тоа треба да биде нашата водилка, нели, и нашата порака, не само како историчари, туку како држава, дека тоа се историски факти кои што укажуваат на значајната улога која што имала Македонија и која што треба да биде вреднувана и во денешен контекст. Деновиве на порталот Денешен е објавено дека бугарски академик Стефан Панаретов објави дека правите изворни бугари никогаш не стапнале на територијата на Македонија која била населена од словени. Дали паѓа во вода тезата дека сме еден ист народ? Па, таа теза е конструкција на 19. век и не држи едноставно таа теза која што не постои, мислам дека само е еден политички контекст, проектирани теории од 19. век за да се легитимира оној проект, руски проект на голема Бугарија. И рефлексиите ги гледаме до ден денес, за жал. Тоа е, мислам, мој личен став. Значи, тука повторно ќе се оградам. Така што, она што јас го гледам, имајќи предвид дека со години ги проучувам македонско-бугарските или балканските историографии
општо земено, меѓутоа не само балканските, туку и руската и западните историографии, во контекст на прикажувањето на средновековието во конкретниот случај и третманот на средновековието, и можам слободно да кажам дека тоа е апсолутно конструкт на 19. век, кој што, еве, за жал се провлекува и до ден денес. Може ли да излеземе од овој македонско-бугарски јазо? Повторно доаѓаме до тоа дека се е интерпретација. Интерпретациите се тоа што го оптоваруваат, да кажеме, зборам за политичките интервенции, ги оптоваруваат односите. Јазолот е заплеткан, мислам дека е заплеткан поради политиката. Ако се остаат историчарите, или не само историчарите, туку и граѓаните, слободно да ги реализираат своите потреби, да кажеме, економски. Нели, мојата секогаш зборам за тоа дека приоритет во однос на одредени народи, нели, држави, добрососедски, треба да биде таа академска размена, економска размена, културна размена. Ние имавме пример, нели, како своевремено со двете академии на Бугарската и Македонската академија има заеднички проекти кои што јас би рекол дека можно добро или можно успешно резултира со едно доближување не на ставовите, бидејќи ставовите де факто не можеме ние да зборуваме за заеднички ставови не само со Бугарија, туку генерално, бидејќи историјата или науката во суштина е динамична работа која што подразбира различни ставови, спротивставува на различни ставови. Иначе нема да имаме прогрес. Тоа не е спорно. Нормално е да се има различни ставови, но професор Панов, споменавте дека можеби низ културна дипломатија може да се релаксираат односите. Имавме неодамна класичен пример за обид за релаксација и доближување на односите Скопје-Софија врз основа на средбата на нашата председателка со бугарскиот председател Радев, па видовме како заврши целата состојба. Дали при едни вакви, помалку тензични односи, провокации од едната и од другата страна, може да дојде до релаксирање на односите или ќе останеме секој на своето? Па, повторно доаѓаме до тоа да политичкиот контекст го диктира општествениот. Добро, бидејќи велите постојано политиката влие врз историските проблеми, односно не им се остава простор на историчарите врз факти и докази да разговараат, тогаш сте наметнал другото прашање, следното. Зошто тогаш имаме потреба од формирање на македонско-историска образовна комисија која треба да ги расчисти сите нејасноти? Па, јас не би рекол дека, барем јас така ја сваќам, повторно доаѓаме тука до политичка одлука дали треба или да нема комисија. Вие што мислите? Јас не можам да кажам тоа е политичка одлука. Меѓутоа, проблемот настанува во моментот кога имате различни практики, имаме ние позитивни практики од Европа кои што не се применуваат во конкретниот случај. И повторно ќе кажам дека доколку сакаме ние, веднаш може да се реши проблемот, доколку сака... Како да се реши? Ако велите дека може веднаш да се реши? Ако не гледаме на историјата, ако се тргне историјата од политичките контексти, ако историјата не е сватена како дел од политиката, зборам се конкретно за македонско-бугарските односи, бидејќи не можеме да забораваме дека и меѓу Бугарија и Грција или Бугарија и Србија има исто историски спорови, така. Зошто во случајов јас секогаш зборам, да кажеме, за учебниците по историја или за генерално контекстот историски, да кажеме, од средновековието,
зошто на Бугарија го форсира оној проектиран или подоцна измислен апелатив или епитет за Василий II како бугар-убиец, што е конструкција подоцнежна, не е во негово време направена. А тоа го припишуваат нели на Византија, односно на Грција, зашто па тоа не е проблем за нив, туку го истакнуваат. Така што се е работа на политика, повторно ќе кажам. Ние можеме да дискутираме и дискутираме. Ние со нашите колеги имаме и пријателски односи. Никогаш не се нарушени тие односи заради тоа што јас имам поинаков став од некојго. Така, меѓутоа проблемот е кога тој став, едниот став се наметнува на другиот став и тоа треба да се догматизира политички. И тоа да стане дел од наративот национален и тоа да стане дел од идентитетот. И тоа тука е суштината на тие прашања. Ако сакаме реално да зборуваме европски, ќе зборуваме на европски начин и ќе делуваме на европски начин. Ако сака реално добрососедство било кој, во тој случај нема да засегнува историјата, бидејќи историјата е суштина на идентитет. Ако двете страни не зборуваат на европски начин, како што ја велите, каква риторика користи Бугарија или вашите бугарски колеги? Од една страна велите дека релативно имате добри Апсолутно. Мислам, односи. Видете, ние можеме да спориме за одредени аргументи, да речеме, или одредени историски контексти. И тоа го правиме на европски начин, преку академски конференции, објавување на наши статии, книги во странство. Јас тоа го правам постојано во странство за да се покаже дека едноставно дека она што треба да бидеме во текст со времето е сосема поинакво од она што ни се пласира од 19 век. И таа деконструкција е дел од современата историографија. Сега вие ако зборувате со термини или со погледи од 19 век, вие никаде нема да стасате. Под наслов Траумата на македонците и табуто на бугарите. Цитирам: македонците и бугарите денес ревносно дискутираат за националноста на Гоце Делчев, а не за тоа што навистина се случуваше кога бугарската армија ја окупираше Македонија и чија беше одговорноста за тоа. Пишува писателката, филозофка, македонска и германска Кица Колбе. Да, И прашањето ми е, се уште имаме дилеми околу тоа чиј е Гоце Делчев, дали треба заеднички да прославуваме настани личности, историски настани личности. Направивме еден обид на заедничко одбележување на 2 август и тука завршивме. Јас мислам дека ние немаме дилеми чиј е Гоце Делчев. Така што ние имаме традиции за Гоце Делчев, не само за Гоце Делчев, и за сите. Не сме ние од вчера нација создадена, ниту сме од 44-та како народ создадени. Ние имаме традиции, имаме своји дедовци, прадедовци, прапрадедовци кои што ги пренесувале тие традиции. Така што, како да ви кажам, едно е, повторно ќе се навратам на тоа, дека традициите се клучниот сегмент кој што се одржувале на меѓународот, нели? И не случајно е тоа после создадено или рефлектирано во одреден врамено, во одредена државна стратегија. Зборам за АСНОМ. АСНОМ јасно дефинира, повторно ќе се укажам на АСНОМ, бидејќи за мене АСНОМ е фундаментот, нели, на тие традиции. Значи ги врамува тие традиции. Ако го прочитате и манифестот и сите одлуки зборуваат за Гоце Делчев, зборуваат за Самуил, дека тоа после Самуил втората, нели, држава повторно на македонскиот народ или се повторно се создава државност. А исто така имате и за Гоце Делчев, дека
дигнете го што повисоко знамето на Гоце Делчев, или сите тие елементи укажуваат дека борбата, да се вратиме на нашата тема, борбата за ослободување на Македонија е базирана на тие традиции. Тука немало некој да каже, нели, историчар ова, едноставно тоа произлега од народот кој што живеел со тие традиции, а истовремено доволно да се погледне после Втората светска војна, ако гледаме на контекстот на Втората светска војна, дека самата Бугарија се откажува, односно се дистанцира од сите тие тенденции за присвојување на историјата на Македонија, па дури го карактеризира како бугарски шовинизам во нивните сами интелектуалци. Така што мислам дека пораката е таа, дека ние треба да, ако гледаме порака за 11 октомври, треба да сите да бидеме свесни дека тоа е израз на една државотворност која што постојано треба да ни биде, нели, водилка и во современиот контекст, бидејќи не е само 11 октомври, зборуваме, нели, за другите традиции. Меѓутоа 11 октомври кога го славиме, знаем, треба да имаме предвид сите овие аспекти кои што ги зборувавме и да биде тоа момент на сеќавање, момент на, повторно ќе кажам, преиспитување, што правиме и како правиме и што треба да правиме. Не само за нас самите себе, туку и за нашите претходници и нашите идни генерации. Она што мене ми пречи е што во општеството во изминатиот период многу се наметна таа општа, зборам претходниве неколку години, се наметна една димензија на тоа дека историјата не е толку важна, дека учебниците треба и да се менуваат, дека она што е минато па и не е толку важно, гледајте на иднината и сето тоа се рефлектира во општеството. Гледајте, погледнете ги другите држави, како ја ценат историјата, како гледаат на историјата како еден фундамент на државноста, на идентитетот на самите себе. Благодарам за интервјуто. Благодарам на поканата. Професор доктор Митко Панов, директор на Институтот за национална историја. Го следевте празничното издание на ТВ магазинот Трилинг, кое го снимавме ден пред 11 октомври. Се уште низ градот фреквенција на возил, но сосема е очигледно дека токму денот 11 октомври ќе биде повод и причина голем број на македонски граѓани да ја напушта државата. Празник, довидување, се гледаме за 7 дена во исто време.